Војната во Украина и руската инвазија ги стресе столбовите на континенталните региони, но веројатно и економските предизвици допрва следуваат. Владата донесе серија на сет на мерки за ублажување на економските последици од оваа криза. Имавме здравствена, економска и енергетска криза, а се очигледно допрва ќе ги почувствуваме предизвиците и последиците од руско-украинскиот конфликт. Во ова издание на Тренинг, мој гостин е Неби Хоџа. Како ги оценувате сетот владини мерки кои се околу 25, намалување на ДДВ-то, акцизите, колку ова може да го ублажи стресот економски? Во ваква ситуација нашата влада потхитно веќе се мобилизира сите и нормално со консултација со бизнис секторот донесовме некои мерки кои што би биле хитни за спас на економијата. Во ваква ситуација нормално претходно имавме замрзнување на цените на неколку производи кои се базични за одржување на благосостојбата во нашата држава и одма после тоа следуваше другиот сет, значи замрзнување на маржите. Ова на еден начин го погоди бизнисот, поради тоа што веќе со поскапување на цените на енергенците и поскапување на нафтата, компаниите беа принудени да ги поскапуваат нивните цени. Поради тоа што ако пресметаме пред поскапувањето на енергијата, некаде електричната енергија во комплет во бруто обртот во една компанија, ако била претходно 0,7%, со поскапување на енергијата тоа порасна некаде 2,7%. Од друга страна, со поскапување на нафтата, од 7 до 8% во бруто обртот на една компанија порасна на 11-12%. А нашата држава, знаеме дека трговската размена ни е претежно со Европската унија и тоа нормално дека ќе се рефлектира и во нашата економија. Кои гранки во овој момент се најпогодени? Во делот на прехранбената индустрија и кои се тргуваат и произведуваат базични продукти, како што се брашно, сол, леб и други продукти кои се во листата од 16 производи. Некои од тие продукти кои што беа ограничени, значи како маржи, ги ослободи како што е солта, овошјето и некои други артикли, а од друга страна и бизнисот се најде во ситуација да биде солидаризиран со мерките, каде што за некои продукти, како што е лебот и некои други производи, да одат со нула маржа поради ситуацијата во која се наоѓаме. И затоа мислам дека мерките се многу битни и ќе го ублажуваат економската криза, меѓутоа треба да се размислува што понатака во ситуација ако ние имаме ограничување на увоз на брашно и нафтени деривати. Мора да се размисли, да најдеме алтернативни решенија, нови пазари, да штедиме и да размислиме за алтернативни можности за производство на електрична енергија, како што се соларна, хидро и аероенергија. Колку македонските компании се подготвени да се приспособат на новите услови на функционирање во ваква констелација на случувањата? Ние во нашата историја како и држава и во минатото веќе на неколку наврати сме имале различни кризи и сме подготвени како бизниси да се прилагодиме на вакви ситуации, особено на изнаоѓање алтернативни решенија за опстанување на компаниите. Но без поддршка и консултации со владата, тоа е многу тешко. Затоа бараме секогаш во донесување на вакви мерки
да бидеме консултирани заради тоа што ние сме тие што придонесуваме во растот на економијата и во благосостојбата со реалниот сектор. Дали не мислите можеби дека Македонија како држава залоцни со енергетската трансформација? Па ние работиме на тоа поле, веќе има многу проекти кои што веќе се во тек во однос на соларната енергија, пошто тоа е нешто што најбрзо може да се реализира. Исто така побаравме од владата и од Министерството за економија за постапките за добивање лиценца за соларна енергија да бидат скратени, за да можеме сите како компании да произведуваме електрична енергија барем за нашите потреби, а ако не, зашто и да тоа да го продадеме на пазарот. И мислам дека во тој поглед има многу такви иницијативи, но не се доволни поради тоа што знаеме дека увозот на електрична енергија се уште е во голем однос на тоа колку ние произведуваме во нашата држава. Господине Ходжа, помалку владините мерки се и контрадикторни. Од една страна редуцирање на ДДВ и маржите, но тие се очигледно значаен инструмент за фискалната политика и полнење на буџетот. Па во ваква ситуација кога треба да размислиме за добивање на минимални трошици за опстанување на производството, е неопходно маржите и ДДВ-то на нафтените деривати да бидат намалени, поради тоа што е тоа основниот агрегат за производствените капацитети на нашите компании. А без производство ние не можеме да обстанеме како економија. Нарочито треба да размислиме во вакви ситуации за земјоделството, каде што гледаме во ваква ситуација која не можеме да увезуваме брашно и основни продукти земјоделски, ние мораме да размислиме сами да бидеме тие кои што ќе делуваме, ќе имаме долготраен интерес за инвестирање во тој сектор. Затоа мислам дека во вакви ситуации намалувањето на акцизите и ДДВ-то е неопходно за обстанување на производствените капацитети. Прибирањето даноци е основен извор за полнење на државната каса, но не ви се чини дека премногу или расте сивата економија во државата во меѓувреме, особено во северозападниот дел од државата? Не би се сложил на тоа, бидејќи ние како стопански комори сите сме со ист однос кон сивата економија, поради тоа што прибирање на средства за буџетот на државата е најважниот аспект, поради тоа што сивата економија е таа што во нашата држава ја надминува вредноста од 40%. Тоа е распространо низ целата држава, но нашата цел како комори е да придонесеме таа сива економија што повеќе да се намали, поради тоа што ние што работиме лојално, ја плаќаме цената и на тие што работат, да кажеме, на црно или тие што не го полнат буџетот на државата. И поради тоа мислиме дека инспекциите, институциите на државата треба да се насочат кон намалување на сивата економија, поддршка на реалниот и лојалниот бизнис, за да можеме сите заедно да придонесеме кон развојот и полнењето на буџетот во државата. Дали можеби треба да се насочиме во овој период на штедливост? Владата постојано сугерира, апелира граѓаните да штедат, да не се луксузираме на некој начин, а при тоа не погледнуваат во сопствениот двор. Штедењето во ваква ситуација е клучно, почнувајќи од владиниот сектор, значи тие први треба да бидат како пример, а потоа сите граѓани и компании да се солидаризираат со криза, поради тоа што ако не можеме да го зголемиме обртот, да најдеме нови пазари, нови алтернативни решења,
тогаш мораме и принудени сме да заштедиме во секој поглед, за да ја надминеме оваа ситуација во која што се наоѓаме. Не би ходжа сега ве прашувам како бизнисмен. На светските берзи расте цената на никелот, расте цената на златото. Работите со бизнис со злато. Па Пред да влеземе во студиото рековте многу сум погоден од оваа криза. секогаш кога има светски кризи, сите субјекти и индивидуалци и компании големи во светскиот синџир, тие очигледно кога немаат предвидливост што и каде да инвестираат поради неизвестноста во која се наоѓаат, сите изнаоѓаат решение да инвестираат во нешто што е стабилно, во нешто што не може да се произведува вештачки, а тоа е златото. Нешто што обстанува и во секакви, да не кажам и нуклеарна катастрофа, значи златото е нешто што е најсигурно и најбезбедно. Затоа и сите држави и политичари и политики на држави значи алудираат да имат резерви во злато за такви несакани моменти кога светот се наоѓа. И мислам дека златото во ова време е веќе за само во период од 2 недели од кога се случи војната криза во Украина, скокна скоро 20%. На крајот премиерот Ковачевски денове беше гостин на телевизија 24 и најави дека и натаму ќе има раст на цената на нафтата. Очекувате да навлеземе повторно во нов енергетски па и нафтена криза? Ние апелираме до владата, пошто цената не зависи од владата, тоа е светска цена на берзата и апелираме до владата доколку се во состојба да обезбедуваат што повеќе резерви, ако имат можност каде да го складираат, поради тоа што треба да бидеме спремни за секакви сценарија, значи да бидеме спремни за среднорочни кризи и за долгорочни кризи. Па затоа во ваква ситуација, ако не можат да обезбедат количини, тогаш да внимаваат да субвенционираат цени или акцизи да намалат во сектори каде што се неопходни за економијата и за граѓаните во државата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Неби Хоџа, претседател на Стопанската комора на Северозападна Македонија.